Никола Ристов од планинарскиот клуб Ентузијаст гостине во вестите на Канал Вис за да позборуваме за веќе традиционалниот меморијален марш во чест на трагично загинатиот председател Борис Трајковски, кој што годинава се одржува по 14 пат. Господин Ристов, добре дојдовте. Ајде да позборуваме кога тргнува маршот, колкумина ќе учествуваат и се разбира рутата која ќе биде. Добар ден, добро ме најдов. Поздрав до вашите гледачи. Значи, според нашата годишна програма на активности, маршал Борис Трајковски по 14 пат ни е зацртан за реализација. Значи, некаде во 10 часот, утре 22 петок, се тргнува од пред споменикот на Борис Трајковски во паркот, се патува околу 200 километри, се до гробот во Бутел. Патувањето ќе биде во 4 етапи, традиционално. Тоа што првата етапа завршува во село Дедиње, каде што се ноќева. Потоа втората етапа е до Штип, исто таму се ноќева. Трета етапа е до Ѓуриште, таму кај Свети Николе. И четврта етапа е Скопје, Маđари. Така да, мислам дека таа е на маршрута зацртана, каде што маршрута ја поддржуваат сите, значи од источниот дел. Морам да се заблагодарам на општина Струмица која го поддржува овој марш, потоа општина Конче, општина Штип. Така да мислам дека традиционално до сега добро ја организираме ова маршрута. Значи, ќе има учесници околу 10 планинари, и тоа планинари од нашиот клуб Ентузијаст, од Валандово, Неготино и Радовиш. Значи, тоа ќе бидат 10 планинари. А додека вториот дел од програмата ни е искачување на врвот Борис Трајковски, Ботра на Беласица. Тоа ќе биде сабота и недела. Значи, тука имаме учество на повеќе планинари. Имаме, значи, најавено гости од соседна Бугарија, од Софија, од Русе, Петрич, имаме од Скопје, од Радовиш, Валандово и Струмица. Така да очекуваме околу 60 до 70 планинари. Значи, во недел да се искачуваме до врвот Ботра. Се надеваме дека временските услови ќе ни возможат да го искачиме врвот и да му дадеме еден почит на нашиот председател Борис Трајковски. Така да мислам дека се надевам дека секи биде во ред и ги покануваме граѓаните на општина Струмица утре со почеток во 10 часот да бидат присутни пред споменикот Борис Трајковски, за да ги испратиме, значи, планинарите кои ќе заминат за Скопје. Уште едно прашање за да го заокружиме ова интервју. Како тргна таа идеја пред 14 години, некаде околу годишнината од смртта на председателот? Која беше целта и првата замисла? Сепак првата замисла, мислам, тука не става збор за некоја калкулација, беше одбележувањето на смртта на председателот на Република Македонија Борис Трајковски, значи во негова чест, значи да се одбележува, значи ние како имавме ретка можност, ево како граѓани на општина Струмица, да имаме еден председател на државата од Струмица. И така да во негова чест го поштиме ова, значи, да го одбележуваме и секогаш споменот за Борис Трајковски да остане, да не се заборава. И се надевам дека уште многу години ќе го реализираме овој настан. Так, се надевам дека ќе имаме можност да позборуваме во некоја друга прилика и за другите активности на Ентузијаст, но се разбира во Ентузијаст има премногу активности. Мислам се, во наредната недела ќе имаме некоја ретроспектива на сите настани, значи гледачите ќе имат можност да ги видат сите наши активности во 2018, така да ова година отпушна со реализацијата на нашата годишна програма активности, така да се надам дека ќе има што да видат, ќе прикажеме убавени од природните убави на Македонија. Така, ви благодарам за учеството. Тоа беше разговорот по повод меморијалниот марш во чест на трагично загинатиот председател Борис Трајковски. Се разбира, сите оние кои што сакат да ги испратат планинарите, веќе знаете, утре во 10 часот во градскиот парк пред споменикот на председателот Борис Трајковски.